Бисмиллахи-рахмани-рахим. Вие ја слушате брошурата «Што е Ислам?». Оваа кратка белешка спаѓа во склоп на изданието на Ахмадија муслиманскиот џемаат, вистинското лице на исламот. इस्लाम से न भागो, राहे हुदा यही है. Што е Ислам? Негово значење. Исламот буквално значи мир, преданост кон нечија волја и да се биде во пријателство и слога. Смислата на името Ислам е постигнување на животот во совршен мир и трајна среќа преку потполна подчинетост на Божјата волја. Светата книга на муслиманите, Куранот, која му е објавена на Божјиот пратеник, Мухаммед салаллаху алейхи веселем, толкува дека Исламот е вера чии учења се во склад со човековата природа. Како што детето е учено на азбуката, така Бог го учел светот на верата, праќајќи ги пратениците во различни времиња и кај различни народи. Верското упатство, кое на тој начин било покренато на почетокот на светот, било пополнето и усовршено преку Исламот. Природата на исламските учења. Кога светот го достигнал нивото на размислување и бил подготвен за конечната порака, Бог ја пратил последната и комплетна книга преку Божјиот пратеник, Мухаммед салаллаху алейхи веселем. Оваа книга не само што ги исправа грешките, кои својот пат го пронашле во различни религии, туку и ги пренесува вистините, кои порано не биле проповедани поради посебните околности во општеството или раниот степен на неговиот развој. Истовремено, таа во себе заедно ги собира вистините кои биле содржани во секоја Божја објава, пратена на било кој народ, како порака кон луѓето. Најпосле, Исламот ги исполнува сите духовни и морални барања на постојано напредувачкото човештво. Ова е Исламот кој погрешно е наречен мухамеданство, порака на надеж. Според Исламот, целта на човековиот живот е неговата потполна објавеност. Исламот не ја поддржува идејата дека човекот е роден во грев. Тој учи дека секој во себе кој има семето на совршен развој и исклучиво на личноста, останува лично да ја гради или расипе својата судбина. Човекот, секако, ние го создадовме во најличен изглед, вели честниот Куран. Воспоставувањето на совршено братство, без дискриминација на слоевите, верата, бојата или земјата, е единствена и без исклучок особина на Исламот. Лозата, потеклото, богатството и семејната чест се споредни работи. Крепоста и служењето на човештвото се нешта со вистинска вредност. Исламот не само што ги заговара овие величествени принципи на еднаквост и братство, туку ги остварува и спроведува во животот и делување во човековите заедници. Главни учења. Главна доктрина на Исламот е Божјото единство. Нема никој повреден да му се поклонуваме, освен единствениот Бог, и Мухаммед е Аллахов пратеник. Бог е ослободен од сите недостатоци, свет и извонреден. Тој нема партнери, тој ниту раѓа, ниту е роден, затоа што ова е карактеристика на грешното и слабо човештво. Ова Божје единство е првиот и најважен столб на Исламот и секое друго верување зависи од тоа, е поврзано со тоа. Понатаму, Исламот ни помага да воспоставиме постојан однос со Бог и јасно да го спознаеме во текот на овоземскиот живот како свој помагател во сите работи и зафати. Исламот бара верба во сите пратеници, вклучувајќи ги Ибрахим, Абрахам, Муса, Мојсей, Иса, Исус, Кришна, Буда, Конфучије и Заратустра. Ние сите ги почитуваме и многу други кои овде не се спомнати, како небески учители родени да го реформираат и препородат човекот и да го водат кон Бога. Исламот наведува почитување за сите од Бога одредени водачи
Иако муслиманот покаже и најмало непочитување кон основачот на било која друга вера, тој тоа го прави на штета на својата собствена вера. Тој мора да го изговори почитуваниот благослов, алейхи селам, нека е мир на него, после споменувањето на името на секој од пратениците. На тој начин, Исламот воспоставува мир меѓу сите религии. 5 столба на Исламот. Постојат 5 столба на Исламот. Изјаснување на верата во Божјото единство и божественото пратеништво на Мухаммед салаллаху алейхи веселем, објавување на утврдените дневни молитви, пост во месец Рамазан, давање на утврден износ во добротворни цели, зекат, одење на аджилак еднаш во животот, доколку условите го дозволат. Вера без действување е мртов збор на хартија. Верата сама по себе не е доволна доколку не е преточена во дело. Муслиманот верува во лично полагање на сметка за своите постапки на овој или на идниот свет. Секој мора да го носи својот собствен товар и никој нема да страда поради туг грев. Честниот основач. Ние не правиме разлика помеѓу пратениците. Се што ние додаваме е дека пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи веселем бил исто така голем учител и Божји пратеник. Поради важноста и големината на неговото дело, ние го сметаме за најголем од сите. Ние исто така не веруваме дека Божјата вера е пренесување на пратеништвото и дека вратата на комуникација со Творецот е затворена за иднината. Сега стапките на учителот, пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи веселем се тие по кои секој поединец треба да оди. Жива религија. Нашето време не е без свое собствено сведочење. Во Ахмад, ветениот Месија и Мехдија, основачот на Ахмадија движењето во Исламот, ние имаме пратеник на ова доба, чија единствена мисија била да го води човештвото во Исламот. Поради тоа, ние, Мухаммед салаллаху алейхи веселем, го сметаме како Кхатаман Набиен, печат на сите пратеници. Без следење на Мухаммед салаллаху алейхи веселем, никој не може да биде водач и учител на човештвото. Исламот не е мртва вера, на митови и чудни бајки од минатото. Тоа е религија, полна со живот за добробит на сегашните и идните генерации. Сезнајниот и семошен Бог и натаму е жив за оние своји слуги, кои искрено се жртвуваат во неговата вера и кои тој ги почестува со еден од 4 статуса: пејкамберите, искрените, шехидите, жртви на Божиот пат и добрите. Ова исто така докажува дека Исламот е единствената религија која е наменета на сите луѓе и за сите времиња. Света книга. Честниот Куран е муслиманска света книга. Оваа Божја реч му е објавена на пратеникот Мухаммед салаллаху алейхи веселем пред 1400 години и останала зачувана, недопрена и без најмали промени. Неброено многу муслимани целата книга ја знаат напамет. Ставот кон другите вери. Како што веруваме во своите пратеници, ние веруваме дека сите вери имаат свое потекло во вистината. Со текот на времето, вистината била и заборавена или станала прекриена со човечките изуми. Покрај тоа, некои од овие учења биле само со локална или привремена природа и овој универзален карактер подосна им бил припишан. Ние веруваме дека честниот Куран ги чува и вклучува сите овие учења кои се со постојана природа и дава дополнителни учења со универзална природа кои ги задоволуваат потребите на луѓето од сите земји и можат да им помогнат во нивниот бескраен марш кон напредокот. Препознатливи одлики на Исламот. Ова се некои од препознатливите одлики на Исламот. Еманципација на жените со воспоставување на еднаквост на двата пола, осигурување на нивните права и слободи и признавање на нивниот статус. Апсолутна забрана на сите опојни средства. Решавање на економските проблеми,
облагодарување на човештвото со најблагородни употребливи морални начела, промовирање на науката и образованието, живот на другиот свет. Според Исламот, животот после смртта е продолжување на животот на земјата. Дженнетот, рајот и джехеннемот, пеколот, почнуваат право од овој живот. Дженнетот е постојан и вечен, додека джехеннемот е само привремен. Джехеннемот е како чистилиште и откако душата биде очистена, оди во дженнетот. Дженнетот е достигнување на животот на траен напредок и потполно уживање и среќа низ духовното единство со Бог, развивање на извонредни духовни доблести и неограничени можности кои се всадени во човекот. Состојбата после смртта е слика на духовната состојба во животот. ऐ सोने वालो जागो शम्सो दुहा यही है. Брошурата «Што е Ислам» е завршена. Еселаму алейкум.